Дами и господо, добре дојдовте во уште едно ново издание на Другите вести. Единственото место во етерот кое е фокусирано на оние вистински новости кои останатите телевизии избегнуваат да ги коментираат. Другите вести не се ослонуваат на вештачка, па фала Богу ниту на реална интелигенција. Туку ние нашите вести ги добиваме директно од најголемиот извор во земјава – Вруток. Моето име е Сотир Лукровски, а од денес ќе се пее друга песна. И официјално завршија локалните избори 2025. Сировото гореше, сувото изгори. Кои се избори за градоначалничко место се избори. Другите ќе мораат да чекаат следни избори. По 4 години живот со Макеја, Скопје и официјално доби нов татко на градот. Единствено останува да видиме дали ќе продолжи домашното насилство. Господине Орце Ѓорѓиевски, честитки за победата. Како вели тој? Прво чочек. После цела изодена кампања, на неполна недела пред самите избори, дознавме дека кандидатот за градоначалник од страните на Левица, господинот Амар Мециновиќ, лажно се представувал како академски исполнет граѓанин. Иако во неговото CV пишува дека тој е политиколог, сепак во дебатата одржана на нашата ривалска телевизија, Канал 5, тој призна дека не го завршил факултетот. Неколку дена подоцна дознавме дека не само што не го завршил факултетот, туку во текот на студирањето Амар имал положено само 7 испити. Ама луѓе, ајде да бидеме сталожени за момент да ги смириме страстите. Да, можеби Амар положил само 7 испити, ама бркал просек. Ако отишол уште на неколку испити, можеби ќе паднал под осмица. Мада и во право е Амар што не завршил. Во Македонија со факултет и онака си никој ништо. Инаку, во студиото на нашата ривалска телевизија Канал 5, непосредно пред изборите, се појави и господинот Тито Петковски, кој одамна го немавме видено во јавен настап. Тој се заблагодари за поканата и изјави дека е возбуден што повторно го прави оно што го правеше изминатите 30 години. Му бега на гробарот од лопата. За оваа ти зборев дека ќе ти се свиѓа, да. За разлика од господинот Амар Мециновиќ, нашата најпозната, па веројатно и најзгодна фолк пејачка е искрена околу незиното вистинско образование. Во интервјуто за Хајп ТВ, Сузана Гавазова призна дека таа никогаш не завршила средно образование. Повеќе за ова дознајте во новото издание на нашиот печатен магазин Работи кои никого не го изненадуваат. Ајде за момент да ги оставиме настрана препукувањето околу тоа кој какво образование имал, да заборавиме на предизборните ветувања и да се фокусираме на иднината. Владата најави измени во градскиот превоз. Од 2026 година градски воз ќе лета покрај Скопје со 60 км на час. Директорот на јавното предпријатие Македонски железници, Синиша Ивановски, истакна дека градскиот воз ќе го обиколува градот, почнувајќи од Зелениково, преку Јане Сандански, покрај Скопје север, па се до населба Ѓорче Петров. Така што, скопјани, внимавајте. Од следната година ќе постои уште еден начин да загинете во сообраќај. Во ред, можеби го забележавте новиот имидж на вашиот омилен спикер. Во месецот посветен на машкото здравје, популарно наречен Мовембер, и ние во Другите вести решивме да ставиме фокус на проблемите и предизвиците со кои се соочува современиот маж. Бидејќи Мовембер е повеќе од само тренд. Тој е потсетник дека може и треба да бидеме поодговорни околу сопственото здравје и здравјето на нашите блиски. Можеме да издвоиме многу здравствени проблеми и опасности на кои треба да внимавате, но решивме да искористиме следнава минута за да ја подигнеме свеста околу еден од најголемите проблеми кај младите мажи во Македонија. Опасноста од мозочен удар. Раната детекција на овие мали знаци
Роже бадиде мазликата, со меѓу пивот и жмрт. Фатоа, мово есец, не си сиграјте жосивотот. Хидете брабри и ка кажете го зоној зреглед, шодамна го длодложувате. Дави се кај поктор, дровери се, бидејќи пуштен брк, не значи и брчен пушт. Албанскиот историчар Фери Арифи, родом од селото Танушевци, деновиве привлече огромно внимание со неговата изјава дека македонскиот национален херој Гоце Делчев наводно бил православен албанец. Куку на оне. Бидејќи веќе ни стана навика, и ова издание на другите вести имаме вести од науката. После долги години проучување и бројни тестирања, науката конечно дојде до сознание кое ја решава една од најголемите дилеми во светот на животните. Зошто коњите имаат очи на страните од главата? Па, за да гледаат. Продолжуваме со вести од науката. Имено, тајвански научници излегоа со тврдење дека измислиле серум кој го обновува влакното на косата. Според нивните тврдења, овој серум може да направи на комплетно келав човек да му израсне полна глава коса за само 20 дена. А од останатите вести од светот, господинот Реджеп Тајип Ердоган објави дека економијата на Турција е од целосен колапс. А сега, метео. Да провериме какво е времето. Режија? Добро е. Чекај. Тоа не е се. Следната епизода на другите вести ќе биде наша 10-та епизода. Затоа сакаме да направиме нешто посебно. И за таа цел решивме да направиме едно цело видео во кое вие, токму вие, гледачите и следачите, нормално, можете да ја прашате нашата редакција што и да посакате. Значи AMA, Ask Me Anything, или на македонски прашај што сакаш, ПШС, како и да го викаат. Вашите прашања оставете ги долу во коментарите тука на YouTube или пак на единствената социјална мрежа која што ја имаме. Тоа е Twitter профилот @samo_tv канал, ќе се појави тука некаде околу мене, не е битно. Ќе го видите. Прашајте ме нешто мене или останатите членови на редакцијата, со задоволство ќе се потрудиме да ги одговориме прашањата, а ако не можеме да ги одговориме, ќе ги пратиме на стажантот да ги одговори, така што се ќе биде подмирено, се ќе биде одговорено. Може така? Може. Пукајте прашања долу, коментари, Twitter, било каде. SMS, ако имате број од мене, од Димитар, од Гоце, пукнете. Ајде. Yes. И тука некаде, драги гледачи, ставаме крај на уште едно издание на другите вести. Останете со нас и следната недела, за да ги дознаете сите вести за кои останатите телевизии се преплашени да зборуваат. Јас и моите пријатели од Водно сме ужаснати со ситуацијата во државава. А вие сте жртви на сопствената небрежност. Довидување.